Тој е млад, вреден и инспиративен. 25 годишниот Андреј Рајатовски, кого многумина во Македонија го познаваат под псевдонимот Градинарот, е пример за хуманост и љубов кон природата. Без никаква награда, без никаков надоместок, тој ги уредува јавните површини во главниот град во Скопје. За тоа како започна неговата иницијатива за расчистување на јавните површини, утрово разговараме токму со него во Македонија наутро. Андреј, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добре ве најдов и поздрав до вашата публика. За почеток ќе започнеме со стандардното прашање, како започна се, од каде идејата да започнете на ваква иницијатива за уредување на јавните површини во главниот град? Значи гледав доста слична содржина од странски креатори на ваква содржина, претежно американци и австралијанци, кои што прават вакви трансформации на јавни површини, меѓутоа и на приватни имоти. Ете, добив инспирација зашто да не бидам јас човекот што ќе оправи тоа во Македонија. Андреј, кажете ми колку често излегувате на терен и каде најчесто вршите уредување на јавните површини овде во Скопје? Значи, повеќето од локациите се блиску до местото каде што јас живеам, така да до сегашните видеа се сите во таа околина, меѓутоа секогаш кога шетам низ градот си запишувам локации во телефонот со цел понатаму доколку најдам време да ги средам тие катчиња, да си ги снимам како видео за контент. Како реагираат граѓаните кога ќе ве видат како чистите и како средувате површини? Имаме ли позитивни или негативни реакции? Не, претежно се позитивни, значи и во живо луѓето што ме гледаат и коментарите на социјалните мрежи и пораки што добивам се 99% позитивни коментари. Нормално ќе се најде по некој негативен, меѓутоа ептен се малку во споредба со позитивните. Кажете ми, со какви предизвици се соочувате? Имате ли недостиг на алати и ресурси? Како се снабдувате со истите? Имате ли можеби донации од граѓани или компании? Значи отворив линк, бидејќи доста од луѓето ми пишува во коментари после првите неколку видеа да отворам линк за донации во вид на поддршка за целава работа, за да продолжи целата приказка. Отворив линк и воедно сакам да се заблагодарам на сите тие луѓе кои што имаат донирано до сега. Предизвици имам многу, бидејќи јас целиот процес го правам од одење на лице место, правење целата таа трансформација работа, до едитирање, снимање, целиот процес го правам сам и нормално е да имат доста предизвици, така да сега мислам дека добро се снаоѓам. Андреј, многумина од граѓаните ве нарекуваат инспирација, како го доживувате тој епитет и што е она што сакате да го порачат, особено затоа што последниот период во главниот град се соочувавме со многу ѓубре, голем смет, неисчистени, неуредени јавни површини. Која е пораката до јавноста, до граѓаните, но и до носителите на одлуки во главниот град? Така, сметам дека секој од нас може да придонесе за да живееме во почиста околина и доволно е, според мене, доволно е луѓето да не прават ѓубре самите од себе, да си го фрламе ѓубрето таму каде што му е местото. Ако секој од нас тоа го прави, мислам дека ќе живееме во доста почист град. Што е она што следно ќе го уредува Андреј? Кој е проект, односно која површина ја имате за цел? Не знам, ајде вака нека остане тоа тајна, бидејќи јас се уште немам одлучено, имам неколку локации на ум, меѓутоа ќе видиме која од тие ќе биде реализиран. Андреј, ова линковско вклучување го искористивме за разговор, меѓутоа следниот пат ќе го искористиме заедничка акција со екипата на Македонската телевизија и утринската програма заедно со тебе да уредиме некоја јавна површина. Ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма. Ви благодарам и вас, се надевам ќе испадне некое добро видео. Утрово во Македонија наутро разговаравме со Андреј Рајатовски, познат како Градинарот, момче од Скопје кое што уредува јавни површини во главниот град. Симона?